Вие сте со утринската програма на Слободен печат. Ви благодарам што сте и ова утра заедно со нас во живо. Ве поздравуваме од Слободен печат и веднаш повестите продолжуваме со меѓународната анализа. Веќе се подготвени во соседниот дел од студиото моите колеги. Се надевам дека одморивте добро. Имавме навистина богат викенд кога се работи за светските случувања. 10 минути, што би рекол Срган, ви се малку. Малку се 10 минути, можеби малце ќе украдеме од времето. Ајде ќе размислиме. Но викендов и не беше толку лесен, бидејќи на секои 2 секунди слушавме кој кандидат колку потписи собрал, па и не беше тоа баш толку весело. Не баре тоа ќе реши претседателската трка, кој побрзо ќе стигне до 10.000. Забележа ли балансираното известување по порталиве, па имаш голема гужва и голем број на приврзаници за поддршка на едниот кандидат, па одма кога ќе го отвориш сајтот другата страна голема, она исто кој фото и онда ја кликаш и едно фото има, знаеш? Као голема и тогаш почнаа веќе да трчаат. Собравме 15.000, вие собрале. Кога ги собереш бројките од сите, ние кој 6 милиона да сме у Македонија, не. Али добро. Може еден човек дал на поише места. Да, па може се подпишал. Жирант може 2 пати да. Добро, значи од оваа наша демократија се преселиме во на другите меридијани. Украина. Каде што демократијата е еден чекор понапред. Украина се чини дека не се чини тоа, цел време е така дека би можела да биде тригер за Трета светска војна. Се разбира, се надевам дека не сме во право. Не, нуклеарна војна, бидејќи таа Трета светска веќе тие што многу се разбираат, велат дека одамна трае и дека. Да. Значи нуклеарна војна е сега тој нуклеарен судир се подгревува по најавата на Емануел Макрон, претседателот на Франција, дека сака да прати своји трупи во Украина. А втората беше и оној пресретнат разговор на германските генерали кои што нели планираат напад на Кримскиот мост, ако не се. Да, ама интересно е што дебатата се направи од каде Русија успеала да го пресретне разговорот. А не е дебатата што бараат германски генерали или воени високи представници да планираат да го напаѓаат Кримскиот мост, бидејќи ќе потсетам, Германија официјално не е во војна со Русија, односно не е ангажирана во Украина официјално. Неофицијално праќаат помош, праќаат нели опрема, праќаат сето она оружје, но не се во војна. И сега прашањето е како и дали можеби Шолц има проблем со канцеларот Шолц и неговата влада можеби има проблем со нешто во војниот врв, што не е информиран, можеби нешто некој подготвува без тој да биде информиран, што не е прв пат во историјата, да го видиме тоа. Не е прв пат во историјата во Германија. А и не е прв пат во историјата во Германија, па малку сето тоа се отвори, значи спиралата се отвори со изјавата на Макрон, дека не исклучува можност за испраќање на француски трупи. Нешто што беше голем оној како викаат салто мортале, бидејќи јас сакам да ги потсетам гледачите дека кога почна војната пред 2 години, Франција беше највоздржана во Макрон истиот тој велеше не смееме со Русија. И Шолц, да, но Макрон, ако се сеќаш на негова изјава, ние не смееме со Русија да влегуваме во толкави непријателства, бидејќи мораме да оставиме простор кога сето ова ќе заврши да можеме да се вратиме на некое нормализирање на односи. Па подоцна беше највоздржан во испраќање дури на заштитни елеци и воени шлемови, па дури онаа маса повторно ќе те потсетам, каде што месец дена од почетокот на руската војна интервенција се смешеше во Москва со Путин и беше надежта на Европа, на Западот дека може да се направи комуникација. Тогашниот премиер британски Џонсон не кеше да чуе, тогашниот и уште актуелен претседател Бајден не сакаше да чуе и сега беше Макрон. За после 2 години тој да биде највоинствен и се види зошто е тоа така. Како што сега стојат работи во моментов, војници би можеле хипотетички да пратат, тешко дека американците би се одлучиле во еден ваков момент во изборна година и ова, да испратат европските сили.
Колку тие можат? Немаат капацитет. Макрон овие изјави ги даваше како резултат на губењето на геостратешката влијание на Франција во светот. Ќе потсетам и морам да го симплифицирам. Африка, оние држави неколку од Дигер до да не ги Гана, па не знам, Мали. И таму веќе не знам колку ја прочита веста за викендов дека Нигер планира да се откаже од франкот, бидејќи имат оние една монетарна унија таму поранешните француски републики, француски држави кои беа под колонија, ново колонизирани на некој начин. Истото ќе го направи Буркина Фасо и да не ги најавам тие, па дури во ова во Хаити што се случува, ќе потсам и Хаити беше француска колонија некогаш порано. Француските колонии некако се распаѓаат. Точно е дека Русија доста изигра улога со својата Вагнер група во тоа време во сузбивањето на неформалната легија на странци на Франција да го тргне од Африка и веројатно една од причините за оваа нервоза кај Макрон беше таа, но таа отвори спирала една, како, знаеш, ајде да го симплифицираме пак. Први НАТО рече дека нема да се меша војната во Украина, па после рекоа ајде ќе испратиме само храна, па ќе испратиме завои и лекови, па ајде ќе испратиме нели панцири, шлемови и јашови, на крај да дојде дали ќе испраќаат авиони, тенкови веќе испраќаат. Авиони више ќе стигнат. Но какви авиони, артилериски орудија одамна, но и какви ракети. Еве Германија, спомнавме таа нешто се фемкаше тие Таурус што можат со тие Москва да ја погодат и сега пресретнат разговор на овие офицери кои треба да кои сакале да стрелат врз Кримскиот мост. Дополнително Балтикот, Балтичките држави, Естонија бара помош од Западот дека Русија може да ја нападне. Докаде дојде лудило, ќе видиме, наместо да се смирува, како да се разгорува целата приказна. Го видовме и говорот на Путин, не знам колку гледачите го гледа, јас и ти го гледавме. Путин во своите искажувања кажува дека ќе оди до крај. Што е до крај? Почна да се шпекулира Молдавија, Приднестровје, Балтик, Харков. Тука како се однесуваат украинците у Харков, известно е дека може да се претпостави дека наредните месеци русите ќе пробаат да го заземат Харков. Тој е вториот по големина град во Украина. Да, па и Одеса. Таму има извести, читав и ти кажа дека веќе се продаваат станови. Се продаваат станови на големото, да. И тоа ги продаваат оние луѓе кои се, да кажеме, поддржувачи на Зеленски, на власта во Киев. Сега има интересна работа што Русија оди како што оди, ќе видиме колку ќе оди, до кога ќе издржи. Тоа не можеме да знаеме јас и ти. Од друга страна гледаме дека на западот полека почва разногласие да има. Еве вчера го гледавме собственикот или газдата на Blackwater, тоа е она воена формација американска пандан на Вагнер групата, која вели дека поинаку треба да се војува во Украина, како некој сигнал ми се чини дека е тоа, дека овој стил на војување Западот може да го загуби. Се шири една паника во западниот свет. Тој вели дајте им го Крим, дајте им го Донбас. Да, не можете со Русија вака да војувате, мора на поинаков начин. Не го разбрав на кој начин тој планира тоа да го направи и не знам колку е важен од целата приказна, но го споменувам како експонент. Тоа е нешто како американски Пригожин, знаеш. Да. И сега како и да е, не можеш да го игнорираш. За крај на разговорот, мене она што не ми се допаѓа е ширењето на една паника, ми се чини по одредени западни гласила, не велам медиуми, политичари изјави дека мора да се стави НАТО трупи во Украина, бидејќи Русија ќе стигне до Лондон, во небесмалку. Што Путин го демантираше, но исто така не мора, не може. Во прилог на оваа твоја теза, New York Times имаше, јас вчера го прочитав, сега кога е точно излезе, не знам, прилогот, вели дека изненадувачки е слаба одбраната на Украина по падот на Авдеевка во тој многу градови падна после Авдеевка. Падна неколку градчиња и русите се веќе пред часов јар. Тоа е не е голем град, но е исклучително важен стратешки центар, бидејќи тука се пресретнуваат сите оние патишта и железници. Чвориште на врски за снабдување. Така беше објаснето во прилогот кој го читав.
и дека веројатно украинската армија има огромни проблеми да го задржи овој налет на русите, а русите па велат дека тие одбиваа да кажат дека се офанзива, туку тие велат ние сме во стратешка одбрана, дека офанзивата се уште не е ни почната. Не знам, сето ова како што се движат работите укажува дека барем поучени од досегашните реторика на западните држави, независно кој е на власт, дека кога нешто се вели не, а е пуштена веќе информацијата, тогаш ќе се обистини е сега ќе видиме дали НАТО стварно ќе се дрзна да влезе на украинска територија и дали смее да влезе, можда и смее, не знаеме, бидејќи ако Русија влегла во како НАТО не, но доколку се тоа билатерални земите на НАТО. Од друга страна и Медведев го видовме сега, колку и Медведев поранешниот руски председател и премиер и сега актуелен заменик председател на Советот за одбрана на Русија и тој вели дека НАТО планира да го нападне Санкт Петерсбург, дека имаше некои такви изјави. Сега колку и да го сметаме него за радикален овие 2 години и малку поинакви изјави дава предимензионирани, не треба да се исклучат, бидејќи сите овие изјави, онаа на Макрон и оваа на Шолц и на Медведев, тоа се се официјални лица на големи држави, така да не можеме да ги игнорираме. Да се надеваме дека сето тоа на крај ќе падне, ќе се спушти тензијата, ќе се смират работите, бидејќи како што оди 2 години помина војната во Украина беше она секојдневна како нормална работа кај што гинат многу луѓе, а сега полека почнува да се радикализира. Да. Еве сега добивме информација од режијата дека немаме повеќе време. Да, јас пред да... Александра, дали имаш нешто само на крај? Сакам, секако нешто да прашам, секогаш имам нешто да прашам. Го започнавте разговорот со домашната политичка сцена, па јас сакам да ве прашам, еве сега повторно да се, во контекст на нашиот следен гостин, да се пренасочиме кон она што се случува дома, да ве прашам дали извадивте лични документи со Северна Македонија. Пасош имам, немам лична карта и возачка, тоа допрва треба да го вадам и да ја поминам таа Голгота која поминуваат најбојни. Низ Голгота тоа ми беше прашањето, дали макотрпно беше процесот на вадење или? Не, па тешко е да се закаже, уопшто не е лесно. Јас немам извадено со Северна Македонија и не знам дали и кога ќе го извадам, искрено, бидејќи првин многу работи ми пречат од тоа зошто го смедија до ова зошто да го чекам. Така. И зошто да го платам, па ќе причекам, можда ќе се смени нешто пак. Да се Јас верувам во чуда. Ќе ги дознаваме сите одговори во продолжение, ќе ве поканаме вие да го следите разговорот во продолжение. Почитувани, ви најавам дека нашиот прв гостин за денеска е првиот човек на Министерството за внатрешни работи, техничкиот министер Панче Тошковски. Сите прашања поврзани со личните документи, но и со последните случувања во Министерството за внатрешни работи ги дознавате во продолжение само на Слободен печат. Останете тука.